сакам да изразам задоволство од заемниот ангажман на СДСМ и БЕСА за едни вакви средби, кои што секако во жижата на случувањата од интерес на јавноста се многу значајни во период каде што буквално се носат многу значајни одлуки за еднината на нашата земја. Секако разговаравме уште еднаш, ги преповторивме ставовите зошто на 24 април не може и не треба да има избори. Тоа е веќе прилично апсолвирано прашање во јавноста, но сепак ги повторивме сите овие причини. Услови за фери демократски избори очигледно нема. Тоа е премногу јасно. Ги очекуваме секако утре и заклучоците соопштени од меѓународната заедница, согласно кои ќе дадат и прецизни упатства. Понатаму, ние нашите ставови се јасно прецизирани во секој аспект. Успеавме да разговараме на многу значајни теми, меѓу кои економијата, меѓуетничкиот соживот во државата, иднината на Македонија, загриженоста за младите, за миграцијата што се случува во државата, буквално ги тенгира сите етнички заедници во нашата земја. Прашањата од заеднички интерес навистина се преголеми, но секако една работа не спојува сите, промени на власта мора да се случат. Промените се здрави, секако тоа значи во иднина ваквите комуникации, можните соработки да бидат исправени пред сите нас, но во секој случај за моментот за кој што постоиме како опозициони партии сме овде исправени да разговараме и секојдневно да информираме јавноста за нашите стави. Разговаравме денеска со председателот на СДСМ за ситуацијата, актуалната ситуација во Македонија, политичката ситуација во која се наоѓа Македонија. Разговаравме за изборите, за можноста за изборите да бидат 24-ти. Наш заеднички став е дека нема минимални услови за изборите бидат 24-ти. Пред да се разговара за нов датум за изборите, треба сите политички партии да искажат спремност тие избори да бидат фер демократски избори во кои сите ќе имат можност да го искажат својот глас без никаков притисок, без никаква манипулација или употреба на избирачкото право на граѓаните. Во тој дел, значи, сме во еден глас да овие избори треба да ја вратат довербата на граѓаните на Македонија, сите граѓани без разлика на верска етничка приватност, вербата во демократските принципи дека сепак основа на демократијата се фер демократски избори, избори кои за жал во минатото во овие 10 години ги нема. Не сме се сретнале, ние сме отворени да се видиме, да се работуваме со сите политички партии во Македонија, без разлика дали се албански, македонски или други. Имавме состанок со други политички партии од албанскиот блок и од македонскиот блок, така да и во иднината би можело да се видиме со секој кој не се во моментот во делот власта, делот ова зло што ја направија на Македонија. Споминавте утришната проценка и оценка на меѓународната заедница за изборите, дали има услови, денуваме е интензивирањето на американскиот и европскиот амбасадор со политичките партии, вие вчера имате следва и со италијанскиот амбасадор, кои се вашите информации, каква ќе се оценка? Јас мислам дека и вие новинарите и граѓаните знаат што се очекува од оценката, тоа го кажувавме од самиот момент. Тоа е апсолутно абсолвирано прашање за нас и за граѓаните, барем што се упатени уште во периодот кога едностранно владеачките партии одлучија да одат на избори, а тоа е дека буквално една работа е јасно докажлива пред сметката во денови во функција на проверка на избирачкиот список. Тоа е апсолутно така, недостасуваат денови за проверка на избирачкиот список. Секако императивот на договорот од Пржино е целостен легитимитет на победникот, кој што единствено може само преку фер и демократски избори. Од тука очекуваме многу прецизни детали, согласно соопштението кој што амбасадорот на САД и амбасадорот на Европската унија го објавија пред некои 20 на дена, ако не се лажам, укажувајќи на јавноста дека на 19 ќе излезат со своји ставови. Согласно тоа соопштение ќе бидат детално прецизирани сите аргументации зошто нема услови за фери демократски избори. Согласно тоа, се надам дека обврската на сите политички субјекти, но секако и на институциите кои што веќе се создадени, се да направат се да ги исполнат тие услови за фери демократски избори и веднаш тоа може да се организираат
избори во Република Македонија. Господин Заев, господин Заев. Во случај да не се почитува цело ова и да се партиите во власт да терат, нели, по своје. Дали ќе продолжите со објавување на други болни? Прво, сигурно вие сватив, тај сите сватија, повеќе не зависат работите од Никола Груевски дали бити во наша земја. Така да, секако сум убеден тоа што ќе биде со факти, со аргументи, потврдено, укажено, секој има обврска да го почитува. Тој што нема да го почитува, апсолутно ќе биде вреднован и одбележен дека е турка Македонија во поголема политичка криза, која што воопшто не и треба. Секако, стабилноста на државата зависи од исполнување на услови за фери демократски избори. И тоа е нешто кое што мора да биде исполнено. Господин Заев, во минатото господин Заев. Коалиција да видиме за прв пат во Македонија една од големите политички партии во коалиција со албанска партија. Не разговаравме, ние разговаравме денеска за можни соработки, разговаравме за заеднички ставови по одредени прашања, разменивме искуства, она што теренот го укажува од нашите активисти, од активистите на БЕСА, луѓето кои што не упатуваат, но мислиме дека се уште е рано да се разговара, но секако сите можности се отворени за тоа. Господин Заев, што ако владачката партија не потребни присати и не присати проектите на Македонците посматрачи, односно медиатори и упорно остане на 24 април да се одржат изборите? Останува ли вашиот став да не учествувате? Секако. Тоа се подразбира. 24 април не е опција за учество на изборите, како што гледам на сите опозициони партии, но и на дел од партиите кои што го крепеа владичкото мнозинство си во овие години. Знам дека тоа нема да може да се го дозволат ни Никола Груевски, ниту Али Ахмети, од прости причини, заради тоа што тоа ги носи во еднонасочен правец на слепа улица. И тоа е апсолутно јасно, но секако знаат истовремено и тие дека опозицијата нема намера на телевизија да ги гледа едностранно организираните избори. За да има избори, мора да има избор меѓу власт и опозиција. Само владачките партии не постои никаква алтернатива, никаква можност да се организират едностранни избори. А верувајте, постојат сите можни политички механизми на располагање на опозицијата кои што стојат на располагање да ги искористи во функција на оневозможување на избори кои што ќе бидат едностранно организирани од власт. Што доколку се случи договор за регулација на медиумите денес или во наредните денови, и еве, иако е се помалку веројатно, но доколку се случи амбасадорите да кажат дека постојат услови за фери демократски избори, ќе излезете ли тогаш на избори на 20? Сакам да го видам тој, од дик што ќе потпише прочистен избирачки список пред 5 март, како што е по закон. Сакам да го видам тој, па дури амбасадор, што ќе соопшти дека може да се прочисти избирачкиот список, заради тоа што пред фактите и аргументите и боговите молчат. Тоа е апсолвирано прашање, тоа е 100% така. Така да ваквото прашање нема цел. Апсолутно е јасно дека утре не е тоа после една година или после 2 месеци, утре ќе се соопшти апсолутно тоа што сите го знаат во Македонија, а тоа е дека нема ниту елементарни услови исполнето за да се одржат фер и демократски избори во Македонија. Господине Касани, кој е ставот на ВИС да би уделили предизборно во коалиција со македонска партија во случај со СДСМ? Значи, БЕСА работи на подготовка на граѓаните на Македонија за да сите тие етнички прашања кои ги актуализира и ги постоечките владеачки партии во Македонија да има секогаш пред изборите конфликти меѓуетнички, да се стабилизира општеството, за да во иднината кога би имало таква можност би се разговарало. Во моментот, во вакви околности кога секојдневно владеачката гарнитура инсценира меѓуетнички услови, уште не се условите спремни за такви коалиции, но БЕСА ќе го даде својот придонес да овие околности бидат можни во иднина. Работиме блиски односи со сите политички партии, албански и македонски, во тој правец.